Повеќето луѓе на 18 години чекаат само џепарец од родителите и се жала дека овде нема можност. Мојот денешен гостин го искористи афилијет системот на Футурива и почна да гради сопствена империја. Во ова видео ви го откриваме точниот план како се прави тоа. Многу сум горд на тебе што на 17 години успеа да заработуваш реално сериозни пари за оваа држава и си еден од нашите најуспешни афилијети. Ние имаме околу 10 на се вкупно, ама ти реално згази, стварно. И многу ми е кејф и тоа ми е желбата да се потикне за да може сите заедно да растеме, пошто тука како сите гледаат само како конкуренција и да се тепаат меѓу себе, уствари треба сите да се споиме заедно за да постигнеме нешто поише, пошто сам можеш до одредено ниво да стигнеш и толку е, поише тешко е. Веројатно знаеш и сам, ти си ми кажа трета година средно, така уште немаш ни средно завршено. Уште. И ја мислев дека си многу постар и се зачудив нели кога ти кажав пред некое време види Google тестира и никој не пушта на Google, кога ми вика немам 18. Јас сикам свака час само пуна газ напред. А ова е пример дека може. Да, ама не, и реално и тоа е поентата, пошто пази ти овие резултати што ги постигнеш, ова е Македонија и ние Америка, еве имаме цело време по некоја органска нарачка, ама тоа е само органски, а кампањите тек вечер планирам први она сериозен тест да пуштим еден. Пошто има можности истото, знаеш, више кога ќе научиш системот како функционира. Секаде е исто. Да, па сега потешко е, да, ама истото рачунај да го преточиш колку што е тука у денари заработката на крај, таму е у евра. Тоа е, мислам, таа е структурата, филозофија многу нема. Ти имаше искуство пред да почнеш, така ми кажа дека имаш работено него. Да. На колку години почна? Па, јас првим почнав сам на 14 години. Нешто сам пробав вебсайт во Австралија, со Shopify сигурно имаш. Да, па не, све ние на Shopify. Да. Со нив пробав, нешто не успеа, после со Војко ми нешто пробав, афилијат маркетинг, тој работи за онлайн гемблинг. Таму нешто поработив и потоа тука овие што се во Македонија, руската фирма Siberian Wellness. Кај нив највеќе го земав искуството. Да, а ти уствари у Македонија продаваш само, така? Да, у Македонија се продаваш. Да. И па добро. А у Австралија имаш само пробано, немаш почнат? Имам пробано, да, ама дигитални продукти, нешто така. Како што, например? Книги, курсеви, нешто... Да. Па добро, тоа мислам дека и е потешко да го пробиеш у старт. Многу е потешко, да. Абе јас, знаеш, више тука кога ги имаш резултатите, многу е лесно и со AI и со све, можеш да ставиш еве ги резултатите, како истово 1% да пробивам на X пазар, и тоа е. Пошто ние и најмногу се измучивме да можеме у Америка да го ставиме све истото, пошто си имаме таму магазин, шипингот се опфаќа и Европа више еве, вчера имаш од Шведска некоја нарачка си иде преку Америка, со FedEx International. Се да, шипингот е малце поскап, ама стига нас секако таргетот ни е Америка. За наши стандарди е поскап шипинг. Прва работа, втора работа. Прво да ти честитам и јас. Затоа што ако до сега ние правевме муавет не слуша, ти си примерот дека не е само муавет. Да. Дека има некој жив што стварно тоа го направил. Втора работа, мило ми е што нешто што сме го разговарали на само со Филип ти го докажа. Не значи дека е до владата, до државата, до не знам што и тука значи кој го сака, може. Значи ако може Лео со 17, некој 25 мора. Тоа е мој став, мој мислење. Не може да се вади дека нешто не му чини. Втора работа, ако не се лажем, Леон не е ни од Скопје. Да. Не сум од Скопје. Че Леон може од било каде. Леон е пример дека може во денешно време. Млада популација на врвна планина ако сака некаде, само да има интернет и струја. И телефон и он може да заработи. Така да, алда ти. Фала ви. Благодарение на вас секако. Не, ама добро, тоа така се шири, а нели и ти спомнав, пошто стварно има и огромен интерес, особено ја и Васил кога почнавме да ги снимаме вака делот со станоциве и има многу интерес за афилиети. Мене ми стварно сакам
нормално ако сакаш да работиш, ако не ќеш да работиш, све ти е џабе. Ама ако сакаш да се уложиш, можеш да изгубиш ништо, да не знаеш месец и пол и можеш да почнеш. Што е најбитно, ако ќе ги видиш сам резултатите, онда сам се ангажираш поише и поише да преш. Да. На 17-18 години он не губи месец-два месеца, него ги инвестира затоа што секако Не, да, али види не и само ти, него било кој од младите. и цел свет више се смени тоа. Тоа е иднината, више све е онлайн. И сега ја и до ден денес ја и на YouTube гледам некои деца по 16-17 години масакар што прават. Масакар, еве и ја ги гледам без разлика што сум дупло постар од нив, нема веза, тоа е искуството, али работата што таму е многу полесно. Ти од тука за да го воспоставиш системов треба да се окозиш да ти све за да може општо да функционира. Он со 2 клика има Stripe, има све и почиња да работи. Ние тука само Stripe-от врзување 500 работи преку Бугарија, фирми една у Бугарија, друга у Америка, значи хаос. И многу пари, а таму личната карта 2 клика и тераш. И сега ја и за тоа сакав пример за да може ете и тука сега да пробаме и сите Америка да ја пробиваме и пример ние можеме исплата тука да правиме без разлика што во Америка, пошто ние ги вртиме преку картици и парите секако може од фирма на фирма. Да. За да пошто ти сега еве лично да отвориш сметка у Европа или у Америка треба прво да дадеш многу пари да се замараш со 300 глупости за нешто што не знаеш што, па после кај се продуктите, па да ги ставиш, па залиха да имаш, ти и таму ти треба некој минимум залиха што реално ја плаќаш. Така да затоа сакавме тоа да го возможиме и сите заедно да се надополнуваме на некој начин. Нели и сам ти кажав, земи афилијет деца нови, ако сакаш, можеш истото да направиш со као курс некој со снимено. Така нешто има в план. Затоа сакам да ви спомнам да направам нешто како курс, како туторијал, некој краток, седим објаснато, зашто на секој посебно ако објаснуваш како се пушта реклама и се тоа многу време одзема. Не, ти ја пример, знаеш како ја тука дигитални продукти со програми не се насочив и ги направивме, сега треба да ги преточиме у апликација, пошто сега ми се врзани на вебсайт, ама интерфејсот малце не ми се свиѓа, сакаме да е скроз дедицирана апликација за програмите само, ама ја кодираме од нула. Пошто зема оние white label и такви работи, ама не, сакаме, пошто више стигнавме до ниво кај што решивме све што почнуваме, ги поставуваме темелите да се цврсти, да биде безпрекорно, да нема импровизација. И моментално и таа едната програма за вежбање функционира со subscription, со све, ама не е како што јас сум ја замислил да биде, се све правиме да биде перфектно. И истото што сакав да ти кажам, ја таму сакав за media buying, за видеа, за 300 чуда, за све да се прави како курс, меѓутоа ти можеш и тука да ги собереш деца што има интерес, пример, и да си имаш, не знам, еднаш месечно. Лайв. Да. Пошто ќе направиш курсот, ама нема многу толку интерес, а вака и сам ќе ги оцениш кој реално сака, пошто знаеш, да ги прашаш, сите сакаат пари да прават, ама кој е волен да се посвети на тоа стварно, пошто знаеш и сам, за да постигнеш било колку треба труд, нема без труд ништо нема. Следно е решението, многу едноставно. Ќе го води делот на афилиети за сите што доаѓаат. Се докажал, се покажал, ги има резултатите. Кој сака, место со сите нас пак од почеток да трга, ние веќе сме обучили уште еден член на нашиот тим. Имаме член. Он е вака или така член. Он си го заработува делот, он е дел на тимот на овој или на оној начин. Сите што доаѓаат унатре, ти си тој што знаеш и си покажа. Не тој што мисли. Да. Води го. Ако го бива, добро. Ако не го бива, пак добро да е жив и здрав. Да. Не, јас за тоа сакам да ти кажам и без разлика и сите нови што ќе дојдат афилиети, слободно можеш да ги превзеш. Сега некој што има искуство, нек си тера, ќе му кажеш што како. А за тие што немаат, можеме сега ти у Скопје често доаѓаш, мада не знаеме ни од Скопје дали ќе бидат реално. Може на Zoom да ти бидат. На Zoom, да, ама можеме и да доаѓам, не ми е проблем. Не, ама уствари нема потреба, што све е онлайн. А работата нешто ми е, за да видиш да не снимаш као курс, пример, од нула, подобро е да собереме 5 души, 10 души, небитно, и си ги договориш на Zoom и си имаш некоја структура како да иде. Да. И тоа
предскажи им го и можеш и да го снимаш зумот, па после ќе го искористиш за курсот, за да видиш и ти што реално нив ќе ги мачи, пошто ја тоа кога сум го размишljал без разлика, ај за вежбање цел живот сум у тоа, па знам кога вежбам, кога правам што може да има некои потешкотија. Ама за ова ти пример може ќе збориш у курсот за одредена работа, него сосема друго му е маката. Да. И вака ќе има интеракции, ти ќе може да се обучиш за да правиш тоа све. Ма не е само тоа се. Да не забораваме еден факт. Светот се менува на дневно ниво. Тоа што ќе го пренесе денес, утре ќе се смени. Не е само курсот да го водиш, него да бидеш тим лидер, у смисол, кога ќе станеш ти под тебе, ставиме 20, 30, 5, 6, 10, нов тим се прави. Кој е постелен до сега е постелен. Сега веќе имаме еден што ги води. Измената ти си ја видел на Facebook, ама не мора секојаш ти прв да бидеш. Може ќе биде некој друг што ќе види, рече дечки, овде нешто се менја, нова стратегија. Затоа што ни еден курс за дигитален маркетинг што е снимен минатиот месец или пред 2 месеца веќе не важи. Да. Нов апдейт мета, фала пријатно. Они упатство веќе немаат. Не се будали што не стават. Ајде упатство најди ми за мета. Најди упатство у хелп. Нема, ќе те врзе на ајди, праше го на лице место, затоа што ностоп го менја. Да, и денеска и ти кажеш. Онда го среди упатството, веќе не му важи упатство. Не, ако си у тоа пример, ја на дневно ниво гледам апдейти. Сега пример имаш огромен апдейт пред 3-4 дена и со компањи и со све. Така, ами него ќе му одговара тие под него да бидат исто ефективни како види, ти реално прво треба да гледаш тоа за себе, пошто тоа го правиш автоматски. Ки има како апдейти онлайн и се уклучуваат сите и се тера, пошто секој со нив ќе бидам во секој ден. Поентата е од све што сум правил, сум сватил тимот е најбитен, без тим ништо. Значи ти мора да имаш тим и структура за да направиш посериозен успех. Сам можеш до одредено ниво и тоа е толку, нема. Граничен си. Времето е 24 сати, толку е. Граничен си. Мене ракофатот ми е толку колку што сум висок. Ако сум 1,83 од рака до рака сум 1,83. Ама ако 1,95 м, он е од 1,95 м. Ама ако се фатиме заедно на моите 1,83 м, неговите 1,95 м, веќе фаќаме повеќе од 3 метра. Ако пружиш и ти раче, кругот се шири. Тоа е тимот. Само што кај нас малце потешко го сваќаат тоа. Да. И има една многу битна друга работа, ова сето сега што го правиме, го работиме локално, ама има и на ум нешто, затоа што времето е пред тебе. Пази, јас имам 52. Кога ти имаш 52, мене ке ме нема. Најверојатно и Филип може како нема. Да, бога. Али од тоа што јас го памтам, работите се менуваа многу поспоро отколку сега. Ова е занат. Ова сега што го работиш ти е занатот на иднината. Како да представиш? Доколку ќе трае? Како ќе трае? Дали ај ќе го замени? Ќе видиме. Оти сите други занати полека почнаа и да ги менува, посебно дигиталните занати. Ти маркетинг агенција денеска немаш у која маркетинг агенција да седнеш и онда ти направи план. Кој план да ти го направи кога малце си писмен, ќе отвориш ChatGPT, Gemini, Memini, еден куп AI, болја ќе ти направи на одреден пазар, него некој таму што научил нешто пред 2 години или пред 5. Денеска веќе станува проблем и за вас младите и едукацијата. Затоа што на младо дете или девојче небитно од 20 години да му речеш ајде сега ти иди на факултет и 4 години губи да учиш нешто што се дешавало пред 30 години, што ќе добиам со факултетот? 4 години ги изгубил. Ги изгуби, да. Он ги изгубил 4 години, ги коштала неговата фамилија. Он после 4 години има високо мислење за себе дека има факултет, а никаква вредност нема на пазарот. Ни дипломата. Меѓу време другар му, џабе му е дипломата. Џабе. Ја диплома за ковач на потковици, сакаш да ти дадам, ти ја пишам. Најди кој на кој потковици предам кој, нема коњи. Значи џабе ти веќе се менува времето, кој нема да свати сега кој правец да го фати, имаме проблем. Идејата е проста, така тргнавме со идеја со Филип. И називот на брендот е Футурива, не е заради џабе. Нешто што доаѓа однапред. Ние бевме пионери, тоа што сега другите рекламираат, дали се здрава храна. И тоа ние го правевме пред 3 години. Не сме будали што сега не го правиме. Се тоа што го правиме, најверојатно некој ќе прави за X време. Многу побрзо ќе не нафтасуваат сите. Многу иде напред. Али времето на многу људност, без ефект, умре. Сега не се бара људност, сега се бара ефект. Затоа што на крајот на денот и на крајот на месецот треба да си ги плати сметките да живееш убаво. Дефинитивно. Сега, ако ти тргнеш баш каде бидеш, колку ќе стигнеш? Ние не сме ненормални што двајца работиме. Да. Да не сме луди. Зашто сме се удружиле?
Ако мисли некој дека сам може да го постигне истото, јас многу сум среќен да го запознам. Тоа што јас и Филип заедно го правиме, сакам да го видам тој еден што може сам. Многу ме интересира да го видам, да го запознам. Има ручек, доручек, вечера. Сакам да го видам тој човек што може сам. Тешко. Не знам, сакам да го видам. Им прифаќам на сите дека може би негде постои, не викам не постои. А тоа што ќе можеме понатака, се договараме, до сега сме покажали резултати. Па тројцата. Па тек тогаш да го видам тој еден. Па ќе станеме 4, 5, 6, сите ќе, мислам, ти по тројца имаш уште 20, уште 6. Да. Никако структурата ќе се множи. Дај да го видиме тој еден што може. Затоа што денеска работи со суплемент за слабење, утре ќе работи со суплемент за не знам што. Светот ќе се менува, ама ти што има структурата и системот, Не, тоа е најбитно. Само да. Ние еве сега пример што ни е целта покрај фулфилментов со магазинов што го земавме, врзуваме земјоделци и сакам како органски маркет онлайн да направиме кај што директно од нива пример што се одгледува кај нас ќе може да се доставува директно на домашна адреса. Така не е само суплементи, но тотално цела храна опфаќаш пошто нема за тоа. Значи од јајца буквално таму ние сега тек почињаме, ги поставуваме тие работи и ќе биде целосен органски онлайн маркет. За да ти дочарам што правиме сега, тоа што го направивме со тебе, или со таквите како тебе, каде што деца кои не живеат во Скопје, дури не ни се во Скопје, што се млади, можат од дома да работат. Ако можеме, ако може барем малце да се врати времето и на селата, ни се празни луѓе нема. Некој било каде што живее со неговиот труд да заработи, а некој да го добие тој квалитет што седи во Скопје. Да, јасно. Ако можеме и тоа да го исто како што ти сега заработуваш, а не седам во Скопје. Нешто не седиш во Скопје, продаваш некаде каде што може никад не си бил. Да. Ја водеше кампањата за Србија. Колку пати си бил во Белград? Немам идено. Си бил? Напоминување. Ама сум бил, да. Сум продавал таму, да. Си продавал таму, да, исто. Така да, реалноста е таа. Ако можеме и тоа да го направиме, тоа не дека ние ќе направиме нова држава, нов систем или било што, да им дадеме можност на луѓето. Една мала надеж. Го имаме системот сите што може да го искористат. Дека и тука може да се живее. Доста само сите филозофира дека морало да оди некаде за да живее. Тука е проблемот. Да, тоа нема врска. Не гледат можностите што ги има тука. Ама ако нема луѓе, ние нема економија. Не можеме ние тука да живееме ако нема луѓе. Економијата прават луѓето. Да. Протокот на парите. Ако ги остиш луѓето тука и овде ги имаат парите, овде ќе ги трошат и ти ќе видиш. Чекај, исто и Александар, заедно имате работено што работи сега? Или само се познавате? Само се познават. Да. Па добро, ти реално, значи можеш многу сериозен тим за брзо време и да почнеш да се гради. Особено што ти има интерес за луѓе што не знаат да се спремни, пошто оваа држава реално не се нуди ништо такво. Затоа се трудам плюс да направиме сите заедно нешто. Пошто што ќе правиш, така? Ќе завршиш, еве, сега кидеш на факултет и што? Тоа е. Мислам, ако не земеш нешто да правиш, нема опции многу. Да. Само за тоа општина. Толку, кај кидеш. Така да, тоа ние можеме реално полека ќе ги пуштам јас некои што има интерес и општо да собираме луѓе и да си го водиш скроз тој дел за афилиети и за све можно, а паралелно покрај суплементиве Америка, ја ќе ти кажам како кида, ако сакаш можеш да ја тестираш за брзо време. Прави план, собирај пари од тука, буџети, пошто реално за све мора буџет да се тестира, нема. Да. И плюс и со тоа и органскиот маркет, пошто ние цела структура која ќе ставиме да може тоа да го понудиме на сите.